Добре дојде во студио за моите гостинки Ирена Цветковиќ од коалицијата Маргини, Јана Василева, преведувач од членка на Борис е женски, активистка, феминистка. Вие покренавте на Фейсбук, на Твитер и на Фейсбук една кампања која во светот веќе неколку месеци трае. Вашата кампања се вика "Сега кажувам", хаштаг "Сега кажувам", хаштаг Тани Трегој. Се однесува на луѓето, значи мажи, жени, трансджендер, да се охрабрат јавно да проговорат, значи да ја покренете свеста, јавно да проговорат за оние мажи кои ја злоупотребуваат својата позиција, моќта во општеството и сексуално ги вознамеруваат, злоупотребуваат, силуваат жените. Како дојдовте до идеја, заради тоа што поминаа неколку месеци од кампањата за која говорам, која се покрена во Америка, и сега беше време и за Македонија? Па, всушност тоа и беше можеби некоја иницијатиска каписла, но она што веројатно нас најмногу не измотивира беше ехото, дебатите од таа кампања кои што се водеа во Македонија. Она што видовме е дека голем број луѓе имаат став по однос на проблемот со сексуално вознамирување, но тие ставови многу често се голи, односно не се базираат на некакво искуство или познавање на проблемот со сексуалното вознемирување, жртви од сексуално вознемирување или оние кои што можеби не се перцепираат како жртви, но имале такво искуство. Да. Во самите разговори со многу жени сме увиделе дека речиси да не постои жена која што немала такво или слично искуство или пак не познава жена која што имала такво искуство. Нашата цел беше да проговориме. Ние не сме некоја моќна структура која што ќе може да обезбеди целокупен систем на заштита и да втурнеме жени кои што имаат такви искуства, кои што вредат и кои што треба да завршат така што насилникот ќе добие санкција. Она што сакавме да го кажеме е да покажеме дека настрана оние, да речем, најрадикални форми на сексуално насилство, постојат и форми на сексуално вознемирување кои што се секојдневие за жените и кои што се прифаќаат, преципираат како нормални низ децениите. А на тој начин да се надоврзам, значи на тој начин при која се прифатени како нормални, во голема мера го регулираат движењето и поставеноста на жените во општеството и дека заради тоа треба да се освестат за да се види кој е опсегот и која е зачестеноста на ваквите микродевијации кои што можеби не бараат правна постапка, најчесто не бараат правна постапка, меѓутоа треба да се освестат на ниво и да се даде сила на оние што се поизложени да можат лесно да се спротивстават. Од друга страна има многу ранливи маргинални групи на жени на кои што механизмите на правната држава апсолутно не им се достапни или недостапни, непознати. Жени кои што чистат по туги куќи, жени кои што трпат насилство во психијатриски институции. Тие се, две ситуации, има и други, да не навлегувам во набројување, во кои што е исклучително тешко да се дојде до поддршка и помош, односно се не можам во проценти да зборувам, меѓутоа од искуства знаеме дека нема такви воопшто нити пријавени, нити проследени случаи, кога е речиси невозможно, односно завршуваат жртвите ревиктимизирани и повторно обвинети, понекогаш добиваат и тие кривична пријава за клевета. Добро, јасно е дека оваа кампања ја започна храбри пред се, но и јавни личности како вас, со цел да ги охрабрите и оние за кои говорите дека се на маргините. Вие излеговте на Фейсбук, ја прочитав вашата собствена приказна за сексуално вознемирување. Може сега и да ја кажете и во ова студио и потоа и вие, Василе. Па јас споделив една лична приказна, ама она што е пострашно е дека мојата приказна ја споделуваа сите мои колешки. Речиси сите, мислам, навистина беа минорен број. Истото искуство. Тоа сакате да кажете. Така што таа приказна датира од пред колку години? 17 години. Добро. Она што е тоа може да се види после под објавата. Се работи за професор. Не постои коментатор кој што не учил на тој факултет, кој што не го препозна. Професорите не сподели исто или слично. На кој факултет? На кој факултет? На општа компаративна книжевност и филолошки факултет. Професорот не го именувате? Не го именувам. Првично затоа што така беше и договорот. Да се почне
Нашата цел не именување. беше да покажеме Добро. имиња и презимиња на, не знам, 50 насилници во Македонија. Нашата цел беше да се сврти вниманието на однесувања кои што се нормирани, кои што се непријатни за одреден број жени, веројатно, Но не за се сите, премолчени но се премолчени и траумата едноставно останува. дури ако Да. кажеш дека ти е непријатно, без при тоа да бараш адвокати, судска разрешица и слично, добиваш еден куп или обвинувања, или ама зашто не направи така или така. Добре е да одиме со приказната, па потоа ќе говориме и за тие аспекти. Приказната е за односот на еден професор кон своите студентки. Кажав, не ми се случувало тоа само мене, додека не дознав дека не сум сама во целиот процес, навистина имав и такако траума. Со самото тоа, кога почнав да зборувам помеѓу своите колешки, кога видов дека тоа им се случувало на сите, за мене беше огромно олеснување. Можам да кажам дека до крај, додека професорот не отиде во пензија, траумата толку многу се намали што дури успевавме некако и да се насмееме на неговите. Но тоа беше за еден круг на студентки. Да. Не бевме свесни во тој момент дека постои и други кои што не доаѓаа со нас, не се смеја, туку се затвараа дома и го поминувале пеголот како што го поминувале. Затоа станав свесна многу подоцна кога почнав да ги слушам нивните искуства прераскажани на свој или на мене или на некој свој близок. Од тука мислам дека треба да бидеме и внимателни кон тоа да проценуваме како една студентка, ученичка, девојка, жена ќе и влие тој тип на однесување. Не смееме да тргнуваме секогаш од себе. Секој човек носи различен мисловен апарат, вредносен систем во себе, карактер, да, ментална сила, сила да се справи. Не секоја жена и девојка го има тоа и верувајте. Она што за нас стана еден, да речам, можеби непријатен момент, за некого, за некои студентки беше сериозна травма. Да, кошмар кој трае цел живот и не може да се излечи. Василева, вие излеговте исто така со сторија на Facebook. Моите стории, за среќа, личните, се сите за некои навистина банални, тривиални состојби, зграпчување помеѓу ножија на сред улица, например, такви, меѓутоа немало од некоја позиција. Но тоа не смее да се гледа како банално и тривиално. Да, секако, добро. И заради тоа мора и да се подигне свеста, дека е неприфатливо и дека треба да се санкционира тоа. Не, ама токму заради тоа, затоа што сметам дека за тоа не се зборува, решив да споделам приказна на една моја пријателка, која што можеше да биде хоспитализирана неколку пати. За среќа добро заврши случајот, потоа се исели од земјата. И жената ми кажуваше дека еден од вработените во институцијата понекогаш и влегува во кревет ноќе кога е на дежурство. Не би сакала повеќе да влегувам во ова, затоа што не е лична приказна, не можам така да слободно да разговарам, не би сакала нити да се вмешам во тој искуство. Незината ситуација беше класичен шахмат. Таа беше психијатриски нестабилна жена, која што шој да каже во моментот за било каква злоупотреба и да проговори, ќе биде прогласена за лудача. Тоа се случува и во многу побезбедни ситуации, а во оваа веќе не знам, нема никаква поддршка, освен не знаеше ни дали семејството ќе помогне. Токму тоа е всушност проблемот, како потоа се справуваме. За конкретниот професор прашав, меѓу другото, кој е начинот, кои се тие механизми кои што универзитетот ги нуди, за да можеме сите да се заштитиме. Тогаш не беше кажано дека постои една форма, а тоа е жалба во вид на писмена жалба до деканатот, но веднаш после таа реченица беше: ама не си ја мачате душата, 8 ќе бидете поред само оваа година. Човекот заминува во пензија и одеднаш угледот на еден професор е поважен, нели да не му се наруши на крајот од кариерата, е поважен отколку сите студентки кои што не можевме, дури тогаш кога си растеретен, не си сам, имаш поддршка, не можеш на самиот испит да го дадеш максимумот од себе, па ќе извадиш и, не знам, можеби помала оценка, можеби ќе бидеш и не знам, можеби ќе бидеш и казнета заради тоа што не си дошла сама на испит, па ќе добиеш помала оценка. Така што има реперкусии и врз нашите
живот и врз нашата кариера. Врз жртвите, а не всушност врз но во тој сторителите. момент беше поважно кариерата. Има една традиција на солидаризирање во Македонија со насилниците и со центрите на моќ. Луѓето така се чувствуваат посилни и мислат дека прават некоја услуга која што можеби понатаму ќе им биде возвратена или дека така ќе се заштитат себе од слична состојба. Јас те спасив, ти кога направи, сега немој мене да ме разбирате. И тоа е проблем широк, многу дури поширок од ова за кој што зборуваме, кој што треба да го освестуваме исто така, за да стане јасно дека не сме оние што се априори да застануваме на страна на оние кои што веќе имаат моќта. Од друга страна, интернетот има огромен, особено друштвените медиуми, имаат огромен потенцијал за толпа, за линчмоб, за линчување, толпа за линчување. И една од причините зошто решивме да не одиме со имиња, токму тоа. Никој не ни гарантира дека после тоа што толпата ќе направи, а никој исто така нема механизам за проверка на тие факти, за да знаеме колкава ние ќе имаме веродостојност на она што е кажано. Меѓутоа, овие се работи во кои што се препознаваат сите. Или како сведоци, или како жртви, или како сторители. И затоа е многу добро следниот пат кога ќе се најдат во таква ситуација да имаат морални координати за тоа што е морални. Може би нема да имаат морални, но кривично може да се одговара доколку бидат пријавени, така? Се зависи, мислам дека многу зависи од, пак ја кажам, она за што ние зборувавме е да се препознае расширеноста на овој тип на релации на моќ и расширеноста на овој тип на насилство или вознемирување, кој што е системско. И во таа смисла, ќе кажам, тоа е толку расширено на секое ниво. Не секој акт на сексуално вознемирување може би треба да заврши пред суд или во полиција. Но она што е многу важно е од денес, свесни за проблемот, да почнеме да едуцираме и воспитуваме поинакви генерации млади. Тоа значи сексуално воспитување и за момчиња и за девојчиња. И девојчињата треба да се потсетат што значи нивна согласност, да прават разлика помеѓу љубов, љубомора. Момчињата исто така треба да научат дека упорноста се граничи со насилство, дека сето она што им се кажува што значи да се биде маж е лага, односно има поинакви форми на машкост кои што се потценети и така натаму. Во таа смисла, ние ќе бидеме среќни ако, не знам, оваа кампања секако за некого донесе и правда, но за голем дел донесе и, не знам, барем идеја за системско справување со овој проблем. И свест, подигање на свеста. Кога говориме за велиме дека се не може да биде дефинирано како насилство. Сексуалното вознемирување е да го видиме примерот со Холивуд. Почнува се со Харви Вајнстин, тој е славен продуцент. Но ни стекна времето. Во многу од земјите всушност настапуваат жените со пријава дали во полиција, дали по судски пат. Не се работи секогаш за силување, доволно е и сексуално вознемирување. Епилогот е всушност некои од овие славни личности, ќе го спомнам само Кевин Спейси, добиваат и отказ и прекинување на проектите. Има таму и актери, и продуценти, има голем број на новинари, водители. И сега прашањето е зошто дури сега се алармира за ваквото сексуално вознемирување. Еве, со вашиот пример, зошто требаа да поминат 17 години? Затоа што веројатно дошло времето. Тоа од прилика оди така. Жените исто така во еден момент решија да проговорат за семејното насилство, кога рекоа лично тоа е политичко и така натаму. Затоа не се зборувало порано, се сметало дека се што се прави дома е прашање на семејството и домот, а не прашање на општеството или државата. Од друга, ако може, од друга страна, алатката е сега лесно достапна. Значи, жените се традиционално врзани за приватна сфера. Еве, јас многу често сум врзана. А интернетот е алатка што е присутна и таму. Значи, нема потреба да одам на плоштад и да викам или да... Социјалните мрежи го почна и многу порано. 10 години претходно, така што не е се почнато сега. Може би ова со Холивуд даде тригер всушност, Меѓутоа прозбори една индустрија која што веројатно била многу афектирана. Податна. Се базирала на сексуално злоупотребување. Не, и мене повторно ќе кажам, тоа индивидуално, тие индивидуални последици, особено во некои по нејасни случаи, воопшто не ме фасцинираат.
Затоа што мислам дека ако ние продолжиме на ист начин да ги наградуваме и поттикнуваме тие однесувања кај машките, значи во теорија се познати како тие лоши однесувања се познати како токсична машкост, не сме направиле ништо со тоа што некој еден изолиран случај бил казнет. Реално треба, значи имаме состојби во кои што на момчиња им се аплаудира, малечки дечиња, ако штипнат девојче за задник. Тие е најбанален пример еден, или ако штипнат, ако тетки на телевизија која гледаат, некои коментари, дофрлување, свиркање, и на тој начин се многу секојдневно, многу суптилно се гради личноста на но исто така ние во нашата култура исто така имаме и сме многу често тренирани да прифаќаме допири кои што не ги сакаме, и тоа сметам дека е проблем. Не постои, речи се да не постои дете или ние кога сме биле деца кога не сме сакале да не бакнуваат тетки, баби, кои да е, кога самите родители ни викале ајде сега оди гушнија, пушти нека те бакне и слично. Значи тоа е дел од нашата култура, меѓутоа ние нашите деца ги учиме дека возрастите, а во нивниот свет тоа се оние кои имаат моќ, смеат да те допираат, бакнуваат, дури кога ти не сакаш. И веројатно е време, нели, дојде време да се променат овој фолклор, односно да искреираме можеби суштества кои што се субјекти кои што ќе бидат посвесни за својот интегритет, телесен. И кои што нема да го доведуваат под прашање не. Значи не е еден императив. Ајде, јас на Facebook видов разни коментари, некои се исмевање, омаловажување, дискредитирање, некои велат преувеличувате, други велат измислувате, зашто не ги именувате тие насилници, измислувате дека сте жртви и така натаму и така натаму. Тоа е нормално. Очекувани беа коментарите, особено во оваа земја во која омразата, говорот на омраза веќе стана секојдневие. И особено во култура, како што кажав, каде што е тоа нормирано и сега не представува некој проблем. Се болитен или ви е убаво? Мислам дека сите тие коментари многу убаво покажуваат зошто жените молчат. Кога имаат искуства на сексуално вознемирување, затоа што тоа го добиваме. Нашите колеги на факултет на пример ни вика: абе старе, одете се облечете, му се ќе избега. Мислам, веројатно во нивниот веројатно тие сметаат дека тоа е добар чекор или дека тоа нешто може да направи, но за девојчиња е голема травма, апсолутно не е тоа начин на кој што ние би можеле да се справиме, да одиме во кабинет на професор и да се соблечеме, мислам. Не, тоа ќе доведе кон што толку обвинувања ако нешто понатаму се случи полошо. Во таа смисла или илјадници прашања, а зошто не направи, а зошто не направи? Затоа што имав 18 години и толку знаев да направам. Да се доварам на професорка и да се доварам на колешка. Повеќе од тоа не знаев на своји 18 години, не знаат ни останатите девојки. И прашањето е кој ни го дал нас тоа знаење, како ќе знаеме. Ние немаме ништо во формалното образование кое што ќе не научи како да се заштитуваме и во крајна линија како да ги оценуваме релациите со другите луѓе. Мислам дека таму е веројатно првиот чекор. 1000 пати сум рекла, без сексуално образование ние ќе градиме генерации на кои што ова ќе им биде. А во сексуално образование има тука голема предрасуда дека не знам се почнува со ова и тоа, не знам со учење за пенетрација или не знам такви некога. Всушност првата лекција во сексуално образование е согласност. Вашето тело е само ваше, никој не сме да го допира вашето тело ако вие не сакате, ако нешто такво случајно се случи, можете да кажете треба да прекинете да реагирате и така натаму. Има предрасуда сами збор секс кога ќе се чуе малку кај нас уште така е. Не знам, мислам дека се заплашени луѓето. Уште една приказна што јас се споделив и сакав, не ја раскажав јас, меѓутоа ја сметам дека е многу важна, е приказна во која што девојчиња, едно девојче кој што прво се развива во тие пубертетски, предпубертетски години, околу 12-13, најсаканиот професор меѓу учениците, кажува дека ја злоупотребувал на некој начин, дека ја допирал несоодветно. И соученичките решаваат дека измислува и дека бара внимание, таа прво се доверува на своите другарки најблиски, иако се свесни дека чудно ја гледа на табла кога е. И исто така се свесни дека е таа прва што почнала да се развива физички. И таа почнува виновна се чувства прво што се развива физички, иако тоа е, не знам, апсолутно лудо, апсурдно.
И решаваа, значи, со ученичкиве дека девојчето нема право да зборува, дека тој не е таков човек и случајот се заташкува. Покасно се дознава за уште 2 случаи и за уште една пријава и уште едно помало девојче со цело семејство се преселуваат во друг град заради нешто што се случило. Меѓутоа, во тој прв момент кога има прв побит да се каже, да се проговори за тоа, има консензус дека тој е угледен човек, добар човек, тоа е таа позиција на моќ. Да. Значи, кои ја злоупотребуваат подоцна дали во кариера и во слично. И тоа... секако не сите, меѓутоа беше за мене беше фасцинантно тоа што огромен процент од споделените приказни се случуваат во системот на образование. Или основно, или средно, или универзитет. Тоа значи дека веројатно имаме жариште и дека што побрзо мора да се почне. Ако ништо друго, не би одела, не е почнувањето да се детектираат и избркаат. Секако тоа е неминовно, но она што е важно е да во училиштата почне да се зборува на овие теми. Барем за почеток. Бидејќи многу деца, многу млади дома не можат да разговараат на овие теми. Добро, јас благодарам што бевте гости.